Богдан Владимир Васильев. Да. На наше време се лепаше постојано. Која беа студенти? И ти ги даде на музејот? Нека се отегли, Галина. Слушай, да, искам да hoće за кратко. Сдруженијето на граѓани, малешевци за малешевијата. Во овие пригодни денови, кога Берово го празнува, да речеме, најголемиот христијански празник Пресвета Богородица, и тоа е празник на градот Берово, и во чест на овој празник и на етнофестивал Плоштад, како здружение сакавме да допринесеме во развојот на туризмот и уште повеќе да ја збогатиме целокупната понуда во општината и во градот. Ова е една изворедна прилика, бидејќи имаме можност да видиме ретки примероци на старо оружје кое што датира од еден период во кој што, да речеме, била бурна историјата во Македонија. Јас само сакам да кажам дека овој начин на кој што ние допринесуваме е со цел да ја зголемиме целата понуда како регион и да го подобриме економскиот и локалниот развој во општината, пред се и да им понудиме на туристите и на сите посетители да го видат она што ретко каде може да се види. Ова е дел од културно-историско наследство на Малешевијата и на пошироко регионот, дел од традицијата, оружје со кое се бореле нашите подаречни предци, се бореле за слобода, за правда, за вера. Оружјето е од 18 век и 19 век, негде до средина на тој век, 1868 се последните примероци, најмладите условно кажано. Тоа е старо оружје кое заслужува да го види секој. За жал имаме ретко можност по музеите да ги гледаме. Не можеме ни сите да идеме во музеите, ние ја користиме оваа прилика, е блиску до народот, да го види тоа и да стекне впечаток за времењата пред 200 години пред. Како изгледале оружјето. Има примероци од Разловечкото и од Крстенското востание. Тоа се каписларите. Пред каписларите има оружје на кремен. Тоа се овој тип на оружје, кои, да речеме, во Разловечкото востание биле застапени. Иако веќе технолошки биле застарени. Луѓето немале кај нас можности и финансиски средства да купуваат во тоа време модерно оружје. Користеле тоа што имаат. Покасно во Кресенското востание, веќе според сознанија и потврдени, од русите добиваат и од бугарите во тоа време крнка, русите ги даваат некоја количина, меѓутоа колку имале точно не се знае. Точната бројка се шпекулира со бројки, тоа била сепак мала бројка и со оглед на тоа можеме да заклучиме дека најголем дел од оружјето во Кресенското востание се каписларите и кременот. Со исклучоци на една бројка која е можеби незанемарлива од 40 крнки, евентуално Бердан руски или Шнајдер земен од турците. Тоа немало да се... Сакам на моите, како да кажем, пријатели од Дружението Малешевци за малешевијата, да им благодарам што ја кажуваат приликата да им покажеме нешто на сегашните генерации како растела и како се хранела малешевијата. Тоа се спомени на нашите дедовци, прадедовци кои ја бранеле оваа земја, а и тоа е една порака и сега да браниле, бидејќи секој пат бранењето е долг на секој кој е роден во огнишето да се уштити огнишето од таткото, од мајката и од бабата. Посебно сакам да нагласам дека тоа е само дел од оружјето од кој ја го поседувам, како она позната колекција, една од најдобрите, и се да ви потсетам дека преко 200 неколку парчиња имам дадено на музеот, бесплатно, кое некаде цената е преко 1,5 милиони евра. Сите ги продаваше, јас поклонам. Јас само купувам и не продавам на поклон. Поготово кога се работи за такве историски парчиња, што се употребува тој термин кај колекционарите. Посебно исто тука има она парче од Никола Беровски, од Димитар Беровски,
Пушката е тука, потоа тука се дел од оружјето на Никола Петров Русински и ред други борци кои се познати и непознати биле во и учествувале во припремите што ги припремала македонската национално одбранбена совест. Видите, само ќе ви кажам, ова пушка шел од Димитар Беровски. Да, еве, видите, таа е негова пушка наследена од неговиот дедо. Таа, како што рече господин Габерски, технолошки тие биле тогаш на подолно ниво во однос на оружјето кое располагала рецимо турската војска и другите војски. Али сепак ова пушка е спомен од неговиот дедо, разбирате, а во своје време таа кога купува него тоа треба било 3 дзегвари вол. За една пајаква пушка значи 3 дзегвара вол. Како било на црно секој. Таа е вредноста, значи може да замислите при толку сиромашни затоа единствено по Димитар Беровски го продават целиот свој имот и ја вооружува и го купува оружјето за разрушкото восстание. Јас имав таа чест да добијам пушка, разбираше ме, преку неговите наследници и тоа ми е редов пример кој ме врзува, бидејќи треба да знаеме не е прва Крушевската република, туку е Разлогачката. Така да, во тој поглед, ние малку да не бидеме себишни, али сме смели во овој момент да кажеме дека оваа историја треба да се прераскажува онаква како што е била. Од Мистон, емисијата која била во Ратево, значи има некои парчиња од тогаш кои биле дел од тие вооружени чети која прателе мисијата на Мистон. Имаме после други некои кои се бранеле, како да речем, исто така тогашните напади од Пехчево, од Владимирово, од страна на турските аски. Сето тоа е тука прикажано и аманетно сите. И баш ги молам сите беровци, кои се малку одени да се запамтат историја, да се подсетат на своите дедовци, татковци, своите комши, да дојдат да видат со што е бранета оваа држава. Ова оружје е наметак, еднометките збораме тоа, другото е оружје на црн барут. Метак за такво оружје е раритет. Значи, ние сме далеко од Запад, на Запад има дури и лиги, се такмичат со такво оружје. Ама ние сме далеко. Метаци се произведуваат по нарачка, ама да речеме за Шнајдер или за Мартин, еден метак е најмалку 10 евра. Најмалку. По порачка се прави. Така да, ние нямаме такви амбиции овде, нямаме ни можности да го развиваме тоа како некој спорт. Едноставно тоа е историја, сакаме да ја покажеме. Само уште за информација на граѓаните дека ова изложба почнува од оваа вечер и секој ден од утре, значи утре и задутре ќе биде од 12 часот отворена оваа просторија за да сите љубители на оружјето и на историјата на Македонија да го може да го погледнат. Како што реков, утре од 12 часот до 22 часот ќе биде отворена и утре и задутре. И не кажуваме, освен пушки, има позади вас пиштоли, ками, револвери, значи главно оружје од тоа време. Да, од тоа време, ова е да речеме оружје во споредба со ова, две генерации напред, 1870 Така има опис. Гасер, австријски и највеќе го има пред Илинденскиот период и за време на Илинденско, како оружје. Во тоа време подарок на Македонија, особено Малешевијата, Разлогачкото и Кресенското, тешко. Тоа што ви кажав за крнките, што ги даваат русите неколку парчиња преку други канали, меѓутоа има и друга приказна, морам да кажам, дале крнки, а не дале муниција. Колку е тоа вистина, не знам. Се плашеле да не се тоа употреби после во другано. Ја тие ги Историята на Никола Петров Русински ја први беше од Подковица. Од Подковица. Голема историја, видиш, не. Не. Кој ја правил? Никола Петров Русински.
Од турците, тоа турски знак, да делиме, разбираме, уница, а така турските такоши, турските, она, чети, са варили граф. Да. Позарите ти заедно,